Почнуваме со нашата денешна утринска тема. Рековме на почеток дека ќе ја посветиме на помладите, поточно на учениците кои што само пред 2 дена завршија оваа учебна година. Верувам ова е среќен период за секој од нив, бидејќи долгоочекуваниот летен распуст пристигна. И сега летниот распуст е време или тоа се денови кога може да уживаат во оние нешта од кои што можеби абстинирале во текот на школската година, но секогаш велиме умереност и балансот е како за возрастните, така и за децата најдобар. Возрастните се тие кои што треба да го дадат примерот и насоката, а децата се оние кои што треба да учат и да напредуваат и се развиваат. Затоа велиме летниот распуст одмор да, но не треба да значи голема пауза, бидејќи има работи кои што треба да се прават, да имаме квалитетен и конструктивен период, поточно време поминато и со децата, но и самите деца да уживаат во истиот. Родителите можеби во дилема како да се помине летниот распуст, ама тука ќе ги споменеме и бабите и дедовците кои што исто така би требало да земат некој добар пример, совет и препорака. Затоа имаме одличен соговорник во студиото или нашата омилена Наде Молировиќ, педагог, поранешен просветен работник и мотивацијски говорник за деца и млади. Наде, добро утро за вас, добро дојдовте. Мило ми е што имаме можност да позборуваме на оваа тема. Верувам продуктивен еден разговор кој што ќе биде добре дојден за учениците кои што станале денеска можеби порано, односно за младите, ако станале, бидејќи треба и да се наспијат, но особено и за родителите кои што сигурно ќе ги интересира. Да, јас се радувам на темата и ви благодарам за поканата. Секогаш во добро друштво со добра енергија и имаме еден одличен подарок кој што ќе си го чуваме тука во утринска ратилма, еден интересен календар, вака представен во коцки како еден сувенир. Веднаш до нашиот часовник да знаеме колку е часот, да знаеме кој датум сме, така 12 јуни сме денеска. Ти благодарам, Наде, навистина ќе не потсетува секогаш на вас. Зборуваме за тоа како да обезбедиме квалитетен и конструктивен летен распуст и секогаш се поставува истото прашање во овој период. Верувам дека секој родител тоа го размислува и го некако организира за собственото дете, но кога ќе ги слушнеме пак желбите на децата, можеби не секогаш сметаме дека тоа така треба да биде. Но треба да имаме слух и за нив, а исто така и треба да бидеме како одговорни како родители да нели го обезбедиме тоа за собствените деца. Па тоа ќе речеме дека можеби попредизвикувачки да се направи во денешно време. Да, секако дека е предизвик, особено на младиве родители, младите како што сте вие, нели, секако дека е исклучително важен овој период со завршувањето на учебната година. Значи си има можност сега да се седне со детето и да се прават многу добри муабети, затоа што детето веќе е послободно. Значи, она што јас го препорачувам да биде веднаш откако нели завршува сега учебната година, низ еден фин разговор каде што тоа нема да биде нити критизерски, нели нити осудувачки, туку да биде еден спонтан и добар разговор каде што на детето ќе се обидеме да натераме да размислува и да го прашаме што мислиш како беше оваа учебна година за тебе. Дали нешто научи ново оваа учебна година, што мислиш дека си стекнал нешто интересно? Или па да го прашаме дали мислеше дека твојата учебна година, она што го постигнуваше во училиште, можеше да биде и подобро. Ако не, зошто не? Знаете, тука се толку убави прашања со кои што вие можете да направите еден вовед во тоа што е она што веќе би требало во текот на летото на што да се фокусираме. Ако детето каже дека немал добар фокус, например, дека не можел да слуша повеќе од 10-15 минути, ако кажува дека му се проблем другарчињата, имал некаква непријатност при контактот, нели, на другарство, ни сите фази така натаму, значи родителот е тука и ние секогаш треба да бидеме тука да го слушнеме и да бидеме добри слушатели. Има една многу убава вежба за сите родители, јас им ја препорачувам од срце, само 20 минути им е потребно во денот да седнат и да ги прашуваат и да го постават прашањето не само како поминавме ние ова учебна година, дали некакви твои очекувања ги задоволи, го тераме да размислува, да пребркува во неговиот ум и да вика чекај сега да видам што ми беше убаво, што не ми беше, на што би требало да работам. Кога ќе го потикнеме да размислува на што би требало да работи, ако смета дека треба да чита повеќе, ако треба некои работи што не ги разбрал да ги разбере, тука е родителот да го сослуша и тука е она што велиме. Ајде сега да видиме летово што мислиш како треба да го поминеме. Јас сум секогаш да ги прашаме децата, да го дадат предлог. Да, верувам дека родителите ќе речат дека летото или летниот
распуст покрај тоа што служи за одмор, нели, од школската година и од сите активности и ангажмани во истата, сепак и да не се заборави нешто да се прочита, како што се лектирите, нешто да се поднапише или да се повежба, но да се, да речеме, инсистира на тоа веднаш на почетокот на летниот распуст, можеби малку притисок и оптеретување за децата, кои што само што се распуштени и очекуваат да се одморат. И треба и во тоа да има, нели, умереност, која што меѓу другото ја прават родителите ако зборуваме за тој распоред. Сега како да не биде тоа притисок, а истовремено да се мотивира и да се создаде желба кај детето да само посака да се потсети на нешто, да прочита нешто покрај оние редовни лектири, можеби нешто што го дополнително предизвикува неговиот интерес. Знаете како, Ивана, штом веќе вие почнувате да го прашувате за неговиото мислење, како бил во училиште, што очекувал, од што се разочарал, што му биле среќните моменти, што му биле помалку среќните моменти, затоа што за тоа најмалку се разговара. Ние гледаме децата да поминат низ училиште, да добијат оценки, па макар и да им се подарат, а многу помалку водиме сметка за нивното чувство и секојдневните емоции, да кажам и стресови што денешното образование, училиште, наставници го прават сакајки, не сакајки, знаејки, не знаејки врз нашите деца, што значи дека тие се под секојдневен стрес. Кога ќе видат дека вие прашувате, и ви е многу важно да го чуете неговото мислење, да видите како тој се чувствувал во дадени моменти, нели, кога успевал да реализира некаква задача во училиште, да го прашаме како се чувствувал, бил сигурно среќен. Ако сака да добива што повеќе такви среќни моменти, значи ќе треба тој сами ќе па ја треба значи пак да работам за да го дојдам до овој среќен момент. Затоа што на сите нас ни е тоа важно, децата да не бидат среќни, затоа што само кога учиме и кога стекнуваме знаења, ние тогаш сме среќни. Знаете, ние не сме среќни кога добиваме све на тацна, како што некои родители не сакат све да им дадеме ние на децата, без да им оставиме оној простор на исчекување, чекај, овој мој труд што сега го вложив, еве го ми даде резултат. Радост, задоволство, само задоволство, и тоа е момент на една хормонална убав баланс во организмот, каде што детето нели покажува дека е среќно. Сега ако вие тоа го прашувате и постојано барате од него да го каже неговото мислење, вие ќе му го поставите истото прашање. Ајде сега, за да не биде притисок. И јас не сум за децата сега треба малку да се остават, да дишат, да ги преработат своите емоции, да видат кои активности ги презеле. И потоа вие само од него, знаете, вие сте само еден водич низ прашањата и му викате добро. Сега, што мислиш? На што треба да работиме сега? Што мислиш дека би требало за следната година да бидеш поподготвен? И сега тој самиот го терате да размислува. Тоа е фактички главната наша цел треба да биде да создаваме мислечки деца. Ние не создаваме мислечки деца, затоа што се уште имаме во образованието репетиција, повторување, преповторување, нели, од еден концепт на училиште кој што важел во времето на индустријската револуција, кога требале да одат децата на училиште да се описменат, да знаат да читаат и да пишуваат убаво. Тоа била поентата, ама концептот на училиште ние го имаме и денеска, исто со тоа што ни се променило обкружувањето, времето, имаме милиони информации, немаме три. И нашите деца, нивниот мозок не е подготвен за толку многу нешта и затоа се они и под стрес и цело време се некако, знаете, како ние не им дозволуваме да растат и да мислат. Кога вака ќе ги прашуваме и кога ќе им речеме, ајде сега да видиме што ти мислиш, во што си добар. Секој сака да слушне за себе, нели? Ќе видите како тој ќе најде, ќе каже, па добар сум во ова, па добар сум во ова, па после ќе кажеш, добро, а што мислиш во што си помалку добар? Па не сум баш можеби по ова, по ова. А во што би сакал да бидеш ти? И знаете, таквите прашања кај него навистина ќе поттикнат прво среќа, затоа што вие му давате на него значење и го третирате како личност. И тој самиот после ќе ви каже, ви кажете, добро, ај што да направиме? Ќе одмараме волку, значи правиме план. Ајде да речеме јуни до 15 јули да одмараме, да играме, затоа што децата преку игра учат. Ние скратена им играт, они не може да учат преку игра. И сега да ги форсираме да играат преку да учат преку игра и потоа ќе им кажеме, добро, играме да речеме до јули месец, ајде после тоа колку време ќе ни треба, колку книги ти треба да прочиташ, како мислиш да го направиш тоа. Ајде да испланираме, дали ќе одмараш, колку време ќе поминуваш на технологија. Тоа е многу важно, да не биде сега распустот, знаете како, сега сум супер, не идам во училиште, сега можам со моите игри по цели денови да седам затворен во мојата соба, што апсолутно ќе биде катастрофа за детскиот ум.
Така и децата се оние кои што можеби се наоѓаат во време или живеат овие генерации во време кој имаме сведоци сме на брз напредок на технологијата од една страна, од друга страна образовниот систем таков како што е од нив бара да се изучи и да се помине сето она кое што е составен дел од сите предмети кои се во одредени оделенија, а истовремено таа брзина која што тие ја добиваат и брзина на информации, достапност на информации можеби создава и некоја конфузија ако зборуваме за тоа начинот на кој што се бара да го презентираат материјалот, но од друга страна и на кој што се можат да пристапат и се што е достапно. Но тоа е една голема и широка тема која верувам и понатаму ќе имаме можност да ја реализираме во однос на тоа што со технологијата и начинот на кој што сега учат нашите деца, но за да исто тоа се некако превземе во текот на летниот распуст, многу е важна и тимската работа. Тимска работа како родител и дете е едно, но тимска работа кога зборуваме на деца во заедница е друго. Секој дете си избара другарчиња или си го бара своето друштво и некогаш најчесто најлесно е да се учи или да се конструктивно размислува, да се поттикне размислувањето токму преку заедничка комуникација на врсниците. Многу родители ќе се обидат или во текот на летниот распуст дали детето да го пратат на камп, на летување со своите врсници, дали преку училиштата, дали можеби ќе се запише на некоја летна школа каде што повторно ќе имаме и социјализација и учење и така натака се бара изборот, но тоа оставено повторно на изборот на родителите секој според своите можности и временски и финансиски, нели? Родителот сепак оди на работа во текот на летото и ако детето е на распуст, па мора некако да се снајди во однос на сето тоа. Вие како и поранешен просветен работник и како човек кој што секојдневно работи со деца, имате голем број искуства па и приказни на таа тема. Да. Прашањето е, значи, колку децата треба да повеќе поминуваат време со своите врсници. Да. Тоа е клучното. Затоа што ние како луѓе не успеаме, не се снаоѓаме во ова време на дигитална технологија. Таа не прегаси сите нас. Компјутерите не победија. Јас тоа го кажувам цело време. Тие не победија и во пособирање на информации, имање на можност да ти најде, да ти селектира каде, како што, тоа е предност пред човечката интелигенција. Меѓутоа, тоа во што не можат компјутерите нас да не победат како човечки суштества, ако се уште можеме да се надеваме вештачката интелигенција да не биде да ги добие карактеристиките што секое човечко суштество ги има и се разликува, тоа се емпатијата, тимската работа и креативноста. Значи, ако ние како образование, како систем на што треба да се фокусираме, што велиме училиштето им дава многу информација, тие децата ги имаат информациите со кликот на интернет. Значи, на што треба да се фокусираме? Што да ни биде целта? Целта да ни бидат креативноста, емпатијата и да ни биде тимската работа. На тие три нешта ако се работи, автоматски создавате едно суштество кое што ќе биде способно во овој свет на целава оваа секојдневно новини во текот дури на денот, што не се случувало во минатото. Мојот дедо, нашите дедовци во еднаш во годината добивале новина и информација. Потоа по 2 во годината. Ние добиваме сега во денот. Нашиот човечки ум тоа не може да го обработи, а не особено детето. Значи, детската работа, заеднички, дружење, задолжително да се оди во кампови. Знаете, имаше едно истражување, ова ми е многу интересно, сакам да го пренесам, правеле едно истражување во едно училиште во Србија, каде што бил поканет некој стручнак за психологија да присуствува на работата на наставничкиот совет, каде што родителите на идејата на училиштето, на наставниците, дека треба во блиската шума да ги пуштаат децата да се движат, да играат, да трчаат, тие им напишале едно писмо со петиција дека доколку на нивните деца им се случи нешто во шумата, се сопнат од некој корен, паднат или дека тие како родители ќе го тужат училиштето. Замислете до каде сме отишле како родители. И сега го повикуваат стручњакот што е за психологија, да тој одржи некакво предавање на родители, да им каже зошто е добро децата да бидат во група, да трчаат, да скокат и да паѓаат, затоа што на таков начин се развива детскиот ум. А ние ако имаме
Ако немаме развиен ум, ако не го користиме само за едни нешта, нели, усталено едно исто, значи нашите неврони што се во мозокот умираат. Се што не користиме умира. Со технологијата ние може голем дел од нашите способности што ги имаме ќе изумрат затоа што не ги користиме, а тоа е опасноста за нашите деца. Затоа што повеќе меѓу деца, што повеќе во друштво, што повеќе поканете дете дома да спие со вашето дете, ќе го трнете на овој телефонот, нели, и целат компјутери, игри, се има време, за се има место доколку нели се направат добри планови, се стават добри граници. Ако игра пола час или час време на компјутер, вие ќе чете не, играш 1 час, сега ќе идеме надвор во паркот, ќе шетаме 2 часа. Родители кои можат или ако не тие бабите, дедовците или со другарчињата, значи мора да има еден таков сооднос. Читаме 1 час, половина час сме на компјутер. И ако така се прави, тие ќе знаат дека мора да работат. Меѓутоа, знаете, Ивана, што е најважно? Јас сакам тоа да биде поентата. Поентата е дека ние, за да ги учиме децата и на креативност, и на емпатија, и да ги учиме да бидат тимски играчи, мора да влијаеме на развојот на нивниот ум. За жал, ние како цивилизација не учиме за како да го користиме умот или што е тоа што на детскиот ум му штети. И ако секој родител види дека му штетат премногу време на екрани, премногу затворено во соба, недозволување на физички активности, не комуникација, не читање книги, не присуство во домашните работи каде што може тој да придонесе нормално, да биде користен, да биде пофален, дека ете ти си можеш тоа, неговата самодоверба ќе расте, тогаш ние знаете што сме направиле, ние сме го промашиле целата човекова иднина, затоа што не знаеме дека мозокот ни е органот за преживување. Тој сака да учи. Сака да учи и го заштитува од работи кои што му се штетни. Затоа тој се радува, велат, мозокот ни се радува кога ние учиме, па ни праќа нели оние хормони на среќа затоа што сме успеале. Тоа е радост. А сега тие го добиваат сето тоа кога се сами зборуваме, нели во контекст на вашето прашање, кога се сами во соба и кога играат со своите игри, а особено кога поминуваат многу време, значи замислете сите тие хормони на среќа што сме ги добивале во исчекување дека јас ќе работам сега на овој проект, кога ќе одам во училиште, сето тоа што сум го работел оваа недела, мене ќе ми кажат браво, јас ќе бидам задоволен и јас ќе бидам среќен. Поентата е да бидеме среќни. Сега тие со игрите што прават? Тие го добиваат сето тоа во рок од 1 минута, 2 минути, 3 минути, затоа што низ играта што прават? Идат низ едно ниво. Ау, јес победив. Па идат на друго. Леле победив. Тоа се цело време хормони кои што работат во мозокот и тоа толку многу што не може да функционира нормално, бидејќи се знае како тоа треба да функционира. Па еве Ивана, се сеќаваш и ние кога сме биле деца, јас сум малку повозрасна. На пример, сум броела кога ќе ми биде роден денот. Затоа што сум го исчекувала да ми дојде времето, леле ќе ми купат нешто, па ќе дојдат тетките, па ќе дојдат војковците. Сега ние тоа го немаме затоа што родителите од преголемата љубов и преголемата онаа заштита од секаква опасност која што би требало да се соочи детето за да може во иднина да ги носи подобрите одлуки, за да нели така ги учи нештата во животот. Ако се го заштитуваш, ништо нема, тој не може да донесе одлука зашто го нема искуството на нели на некакво си паѓање, грешка и не знам што и да е. И сега поентата ми беше дека ако на таков начин ние фактички им го одзимаме сето тоа, ние правиме со децата, многу им правиме штета. Значи, кога се они све сами со себе, а радоста и исчекувањето, нели, излачењето на тој допамин, исчекувам, тоа е здравото. Затоа што хемиските реакции во нас, што мозокот не ги произведува, во зависност дали правиме нешто позитивно, дали сме среќни, сето тоа ги плива нашите преку крв, да тие хемиски реакции, ние сме среќни, задоволни, убаво ние, среќни сме. И затоа треба да се избира таква средина, затоа што денеска средината е многу променета. Порано сме растеле ние дома со баби, со дедовци. Знаете, сега технологијата ни ги украде децата. И ние дозволивме како возрастни да не ги украде технологијата децата, затоа што ќе видите дека од мали ќе им се дадат екраните.
Ако знаеме, тоа ми е поентата, ако знаеме дека на мозокот му штетат, нема доволно да му се развијат нервните патишта, тоа значи дека тоа дете ќе биде неспособно за живот. Ако тоа дете биде неспособно за живот, тоа не е едно. Рачунете дека ние и автоматски имаме неспособно човештво да се соочи со елементарните, нели, предизвици кои што му доаѓаат во животот. Ако се свесни родителите, а може да бидат учејки и читајки, бидејќи, нели, учењето е доживотен процес, нели, рековме, нашиот мозок се радува кога учи, кога родителите ќе откријат што е тоа што му пречи на детето во неговиот развој, зашто ние сите сакаме да бидат и здрави и успешни, да носат добри одлуки, да размислуваат критички, да имаат, да мислат, што е недостаток денеска на човештво, особено кај нас мислиме, ние не мислиме. Ние што ќе ни кажат, прифаќаме, нема критичка мисла, а децата се учат на критичка мисла кога ќе соберат 5-6 информации, па кога ќе го прашате, а што мислиш за ова, а што мислиш за ова, а ти дали веруваш ова, а како би било ова? Значи цело време можеме од нив да ги извадиме најголемите и прашања, да ги најдеме најголемите одговори, да покажеме дека го слушаме и да му кажеме: сине, знаеш ли ти ако седиш денеска толку време на компјутер, што ќе ти се случи? Знаеш ли со твоето мозече што ќе биде? Дали знаеш дека во животот може тој и тоа, да бидеш, нема да бидеш во состојба да ги решаваш вистинските работи, може ќе го промашиш целиот живот. И ако родителите прво ги знаат штетноста, што е она што му пречи за развојот на детскиот мозок, да биде, нели, во еден полкапацитет со сите своји потенцијали, тогаш малку подрugаче ќе реагираат. Од незнаење се случуваат сите овие работи. Наде, вашиот одговор ме инспирираше на повеќе прашања, ќе се обидам да ги срочам во неколку во следните минути кои што се ни се на располагање. Едното тоа е дека тука забележувам еден, да речеме, парадокс ако зборуваме за тоа како и на кој начин би одговориле родителите на ова или би почнале со размислување. Тоа е дека на некој начин ја трошиме сопствената енергија и сопствениот труд да ги презаштитиме своите деца, а од друга страна кога ќе треба или кога ќе слушнеме вакви совети дека треба да го организираме времето на децата во однос на договор заеднички, еден час ќе читаш ќе учиш, еден час ќе шетаме или ќе правиме нешто заедно и така натака, ќе речат, можеби, па сега немам така време да го организирам, сепак треба, нели, имам други обврски, треба да одам на работа, имам други обврски домашни и така натака. И тоа е, нели, малку едно со друго се, да речеме, побива, заради тоа што ако имаме време и енергија да го трошиме на презаштитување на детето во однос на такви работи, тогаш зошто таа енергија не ја трансформираме и ми пренасочиме во овој дел. Да. Што значи дека едукацијата, како што споменавте, и свесноста за тоа што и на кој начин треба да се прави е клучна по прашање. Да. А секој дете има различен карактер. Не секој дете кога ќе го праша, мене одговара така како што би очекувале или како што би требало во моментот. Некогаш може да ни одговори, некогаш може да не ни одговори, некогаш може да е присутно кога му кажуваме за последиците, некогаш не. Можеби превладува друштвото, тоа што во моментот го бара друштвото, приклучувањето на играта моментално или седењето пред компјутер и така натака. И тука родителите се повторно пред, да речеме, предизвик за тоа како во моментот да го расположат своето дете поточно, нели, да му дозволат да го прави тоа што го сака моментално, а од друга страна пак да му го стават и на знаење на кое што е добро или лошо за него. Одлично прашање, Ивана. Меѓутоа, еве го клучното мое прашање. Што му е најважно на родителот? Која му е целта за неговото дете? Мисли дека детето повторно ќе биде дете за 5 години? Нема да биде. Времето поминува, оди, тоа не се враќа. Значи, затоа велат квалитетното време, макар 20 минути, тоа рекле и научниците се вика, не можеш повеќе, 20 минути, само седи и слушај и прашувај. Слабоста, недоволното знаење и креативност на кои прашања јас да му ги поставам на моето дете е предизвикот. Меѓутоа, кога ќе му се посвети внимание и кога ќе се остави тој да зборува, вие само да слушате, не да очекувате дека вака или така, или евентуално, знаете како ние секој сакаме да даваме совети. Има некои големи мистици, индици, нели се знае дека тие многу веруваат во моќта и на зборот и на мислата и така натаму. И знаете што велат, дека ние у суштина како родители, па еве да речеме и како обкружување од семејство најблиско кој што се грижи за своите деца, еве земете го тоа, Ивана, вака. Сите ние, нели, што сакаме, и кажуваме на дете, немој ова вака, така, ова е тоа. Ние самите му даваме, му го отсликуваме нашиот свет од нашите стравови, од нашето очекување, од нашата фантазија какво нашето дете треба да... Нашите уверувања. И ние се тоа му го полниме на главчето. Тоа е најголемиот проблем. Они велат, најголемата грешка наша е тоа, затоа што ние се пресликуваме
знаејќи, не знаејќи во детето, затоа што сакаме да биде како овој, ние мислиме дека ние знаеме највеќе, ние имаме искуство. Меѓутоа, тоа не значи дека детето не може да процени. Тоа ќе процени, тоа ќе размисли, ако вие му дадете шанса да тој почнува да зборува и да размислува. Затоа велам, само го слушаме, не етикетираме, не донесуваме заклучоци, не велиме ова е така, ова е така, ова е така. Зашто јас ви кажам по себе знам, кога мене ми зборувале за некого, за нешто, јас сум си ја создала таа слика за некого, затоа што мене ми го кажале како родители. Јас од дистанца кога станав зрела, реков, тоа не е добро. Не треба, децата се секој сам за себе, секој си има своја карактеристика, свој потенцијал. Што велам ја, еден диамант е, секој дете е диамант и има во себе исклучително таленти и исклучителни дарби. Само треба да го ослободиме, да му дадеме дека може, да му дадеме дека знае, дека треба да се слуша, да гледа во што е добар, во што му прави, што си добар, тоа што ти прави радост. Да. Во што уживаш, во тоа кога ти го трошиш времето таму каде што ти носи радост. Значи, постојаното договарање, разговарање, не донесување одлуки вместо него, него секогаш, ја викам, лесна е на некој начин и улогата, Ивана, ако постојано го, а ти што би направил? Значи, постојано тоа прашање, добро, а ти што мислиш, што би направил? А така ти се случи во училище, а ти што мислиш, што би направил? А ти што мислиш, како би требал да реагираш? А ти како би направил следниот пат? Таквите прашања, постојано, го терате и да мисли, да наоѓа решенија, да размислува кое е подоброто и на некој начин му дозволуваме на умот да создава, нели, искуства кои што детето ќе види ако ги донело како искуство за кое што велиме, нели, ние мислиме дека тоа леле грешка, не, нека грешат. Поентата е што повеќе ќе сретнат незгодни луѓе, незгодни пријатели, незгодни шефови, незгодни директори, колку повеќе имате такви луѓе околу себе, тоа ви е благодетот, затоа што вие ги учите работите кои што нели не би требало според вашиот компас, нели не ги прифаќате. Така и со детето. Нека го види, нека види, па макар и нека промаши, ама тоа да биде негово. Вие тука како вака само. Аха, а што мислиш за ова? А ти како? Значи постојано тоа. Постојано тоа. А тоа те правиш ли тажно? А те прави ли ова тажно? Значи децата тоа го сакат и она што децата највеќе сакаат. А треба да го спомнам, тоа се границите. Домашно границите кои му се постават. Кога се дозволува се, нема граници. И децата стануваат, јас секогаш што го викам, мали диктатори. Затоа што тие добро проценуваат. Дали вие сте биле доследен кога сте рекле ова ќе се направи вака и ако не се направи вака, ќе следува не знам каква, да речам, нели, дисциплинска мерка, не физичка нормална, за жал во Македонија тоа се случува, нели, во секое трето семејство, што за мене е тоа катастрофа. И сега, знаете, ако тој види дека вие сте доследни и држите до тој принцип, тој ќе ве почитува. Кога викате, а не сега ќе играш 15 минути, ама ќе завршиш и толку и он ве тестира. Аха, чекај дали можам уште, дали ќе ми вика, аха, чекај дали можам уште, и он иде уште и гледа дека вие дозволувате 2 сата. Па што може мама ми дозволува 2 сата? Па јас ќе си седам уште. И знаете, границите кога се бришат и се продолжуваат или па воопшто нема граници, што најчесто тоа се случува, нема гран, колку сакаш, што сакаш, мора детето во текот на неделата да знае што би правил, што е добро да се прави. Најчесто во родителска играње карти, сега е најубаво да се играат карти дома и да се раскажува. Например, приказни од детството, како вие сте доживеле некоја случка, ама секогаш нека биде некоја позитивна, некоја убава, некоја радосна. Ова беше вака, како беше, без префрлање, ние у наше време правевме така, вие види какви сте ника. Не, тие не се виновни. Тие живеат во едно сосема различно обкружување. А и она што научниците го велат, значи нас ДНК-та не дефинира како личности кои сме, нели ни ставиле печат. ДНК-та за кој што мислиме, тоа ми е генетски, ќе сум добил ова, ми е генетски. Не, обкружувањето. Што гледаш, што слушаш, со кого се дружиш, како го поминуваш времето, колку читаш, колку истекнуваш убави искуства, тоа ќе те дефинира највеќе. Така да на нашите деца им треба точно една таква убава, среќна, задоволна, исполната средина со граници, ама и со многу изобилие, љубов во секој поглед. 10 пати на ден, ако треба ќе му кажам, ти тоа го сгреши, не направи како што треба, јас те сакам, ама ти тоа што погреши. И не е убаво да се користи зборот погреши. Ако тоа мене не ми се допаѓа, ама знаеш, ја те сакам. Си добил двојка, ја те сакам.
ти си добил двојка зашто не си работил доволно, ај види колку требаше да работиш. Ама ја те сакам. И знаете, цела таа една емотивна топлина, кај детето има сигурност, ќе добие желба, ќе добие мотивација, тоа им треба на нив, мотивација. Така, убаво, со ова ќе завршиме. Љубовта пред се се разбира како една движечка сила и нешто што е најпотребно за децата, како меѓу децата, така се разбира и од родителите, а исто така и корисни совети или да речеме ситуации во кои што верувам се пронаоѓаат многу родители, а секогаш нешто што можеме да го промениме, да го додадеме, да бидеме и ние самите продуктивни, а истовремено да дадеме квалитетно време за нашите деца и при тоа да ги насочиме како тие самите да го создаваат за себе. Најде ви благодарам многу за времето и за тоа што навистина неосетно ни помина скоро половина час со навистина еден квалитетен разговор. Ми благодарам и на вас, ми беше драго.